добра мисла, добри манири, почитување на бонтон. Тоа е джентлмен. Имате богата, успешна професионална кариера. Ако се вратиме на почетокот, што беше одлучувачко за вашиот успех? Упорноста и правите идоли, што сум ги имал. Иначе, во последните 20 години сум у Diners, а 5 дена пред да дојдам у Diners, да ме праше некој дали би сакал да работам у финансиска некаква институција, ќе немав идеја. Сакам да кажам дека животот е баш убав ради тие неизвестности, не знаете утре што ќе се деси, задутре, прекутре, как ќе ве однесе патот. И ако збориме за некаков успех, кога ќе се свртам назад, скоро се водело кон некаков успех, кон некаков можен, пристоен, добар расплет у мојата деловна кариера. Затоа што, не знам, многу работи сум сменил у животот. И еден клучен момент е дека никогаш, ама никогаш немојте да ја затварате вратата позади вас. Секогаш оставите ја подотворена. Оставите добри чувства, дека ви останат пријателите, најголемото богатство што го имам. Порано го имав еден тефтер и тоа беа телефони. Сега ми е мојот телефони 1800 контакти што ги имам. Тоа е најбитното, што имам чувство и сигурен сум у тоа, дека можеби само еден контакт сум избришал ја во животот. И онда мислам дека на сите тие контакти да се јавам или тие да ми се јават, јас согласно дали можам и колку можам и зашто, дали ќе можам, ќе завршам работа. Тоа е вистинско богатство. Тоа е најголемото богатство што го имам ја во овој момент. Што е за вас Бобо Diners? Бев кај еден мој пријател, некој преглед правев и збора тамо нешто муаве правев и вика Бобо и он вика што се правите, што Бобо Diners? Никој не знае, мислам дека ни мајка му више не знае како се вика им се презива. Сите го викаат Бобо Diners, и они почнаа да погаѓаат дали си Бобо Diners и никој не погаѓа. Ама што е тоа за мене? За мене е тоа една убава награда за се што сум правил, кога ќе те поистоветат со тоа што го правиш, кога си едното со другото вржено на некој начин. Па не знам, јас многу голем кефлија дека сум Бобо Diners. Вржано, некако ми е така убаво дека некоја награда, дека нешто добро сум сработил во животот, да. Дали Бобо Diners го пренесува своето знаење кон вработените, своето искуство кон своите деца? Да. Или да. Јас мислам да. И се трудам да. Најверојатно они ќе дадат по-точен одговор. Една исто така многу битна работа за секој од нас е своите искуства да ги пренесете на тие луѓе што се околу вас. Добро е за нив, добро е за вас, кога ќе ги пренесете, ви олеснуваат вашата работа, на работа, исто така и дома. Децата се трудам да им пренесам вредности. Значи не и работни, ама во принцип се дома и со Радмила и се трудиме да пренесеме вредности. Значи, што е за мене доста значајно. Имаат прави вредности. Јас се надевам и мислам дека имам некакви прави вредности према животот и према работата. На работа се трудам да го пренесам искуството, бидејќи се има свој почеток и свој крај. И onda кога се сврдите на крајот кариерата, ќе се вратите назад и кажете, види, па добро, па сум оставил некои работи, ама многу побитно е да сум оставил луѓе с кои
се изградиле со дел од моето искуство и мојата, не знам, ајде да кажам, моето знаење, ајде да окрстиме знаење. И мисля и дека тоа делче ќе им помогне да бидат подобри од мене, сигурно ќе бидат. Дали сте строги во вашата компанија? Дали сте строги према вашите деца? И дали понекогаш човек треба да биде строг? Јас сум, ја мислам дека сум строг и мислам дека треба да бидам строг. Во компанијата сум строг, со децата сум уште построг. Џордано серијата, единствената за Булси, века, ја никогаш не го барам од луѓето она што ја не го правам. Јас, на вистина, никогаш не го барам од луѓето тоа што не го правам. Ако сакам да се бајле 8, доаѓам ја 8. Ако сакам да работам 6 саат, да ја да работам 6 саат. Не да бараш од луѓето нешто што ти не го правиш. Ако тоа е дефиниција за строгост, онда сум строг. Мора да бидам искрен пред вас. Од разговорот со многу ваши пријатели и мои пријатели, ако ја оставиме идеологијата и политиката на страна, поради вашето држање, поради вашата маркантна појава, која во секој случај оддава позитивна енергија во вашата околина, многу ме подсетувате на поранешниот председател на Југославија, маршалот Јосип Броз Тито. По ставот на држање, по манирите, по културата на живење. Прво морам да кажам дека сум непријатно, него најпријатно изненаден, бидејќи за мене тоа е едно од она ultimate комплименти што може човек да ги добие, да ги трнеме на страна, само да не ме разберат. Ова е ера на политика и без нова политика, без идеологија. Тргаме идеологија. Збориме за джентелмени. За мене Јосип Броз Тито ја го доживам као Светска класа. светска класа поп икона, значи икона. Он е озбилен джентлмен. Он е озбилен. На страна се можеме да разговараме уште 6 емисии на таа тема, никад може и нема да се договориме. Ама зашто сите ќе се договорате дека ако сакате да видите појава, тоа е он. Ако сакате да видите разум, тоа е он. Ако се по сите параметри, ден денес како ќе видам некои слики, некои стварно не ми е јасно како тоа успеал, али претпоставам така да ако сум мало делче од тоа, јас сум пресреќен. Фала. Кој е суштината на вашето живење? Кој е смисолот кој го имате сватено во текот на овие години? Некојаш звучи како клише, ама тоа клише звучи кога си млад. И onda, знаеш, имаш 200 приоритети, а onda бркаш, не знам, работа, пари, не знам, све. Ама, во принцип, суштината на живењето е среќа. Значи, дали са бајле кога ќе станеш, ти си среќен. Дали вечер кога ќе легнеш, ти си среќен. Нормално имаш 1000 проблеми, 1000 ќе имаш, 1000 предизвици, 1000, не знам, ситуации, но сите се решаваат. Дали са бајле кога ќе станеш, се буди среќен и дали вечер кога ќе легнеш среќен. И сето тоа, ако има љубов, имаш све. Бобо Дајнерс, ми беше чест што ми бевте дел од мојот живот, што споделивте многу минути од мојот живот и ви посакувам добро здравје, добра кондиција и да продолжите и понатаму да бидете вистинскиот джентлмен во Македонија. Фала, Живели, фала на поканата. Како да ви кажам, ја обожавам, не сум лажно скромен, на вистина ми се пуни срцево кога ќе чујам убави зборови за мене. Така да благодарам, ако немам сомнеш дека се Јас се надевам дека и гледачите на Джентлмен магазин ќе имаат што да научат Фала од пуна. вашето джентлменско, вистинско однесување. Фала многу.